30 мината поранешни вработени во Порцеланка ќе мораат на суд да докажат дека имаат право на паричен надоместок до пензионирање или наредно вработување. Ова викендов им го порача директорот на Агенцијата за вработување при посетата на Велес. Констатацијата дека законот е и за едните и за другите во случајов не важи, затоа што порцеланци се опфатени со него благодарение на одлуката на судот, кој проценил дека има доволно докази да се преиначи негативното решение кое претходно го донеле во Агенцијата за вработување. Се работи врз основа на ценење на докази од страна на судија. Значи, судијата проценил дека тие имаат право и донел решение во 70, веќе се 74 предмети стигна малку подоцна дел од нив, каде што судијата проценил дека има доволно документација и докази да го побие нашето тврдење, значи како агенција, нормално не е фактичка документација и истото да биде позитивно решено, значи од случај во случај. Значи не е, речеме, еден случај па за сите да го решиме целиот проблем. Во Агенцијата за вработување има желба да се решат случаите на сите вработени во Порцеланка, но посочуваат дека без судска постапка не можат ништо. Бесплатна помош на работниците од Порцеланка викендов им вети и градоначалникот. Треба да се го почнат постапката, значи по редовен пат. Тука не можеме ние сами да кажеме сами иницијативно како агенција да помогнеме, но вољни сме и како агенција и како влада да урешиме проблемот за сите. Бидејќи ние кога направивме пресметка одевме врз основа на поднесени тужби, затоа што ова не е решение во кој што беше решение ерга омнес, значи кон сите, тука беше случај по случај решавано. Првата група на поранешни вработени во Порцеланка, која број над 70 лица, што ги обжалија на управен суд негативните решенија, веќе се вклучени во законот. Директорот на агенцијата потврди дека 62 од нив веќе го добиле првиот паричен надоместок. Илјада велешани ќе се вработат во кавадаречки Дрекслер Мајер. Германскиот гигант бара работна рака од соседните градови. До крајот на идната година е предвидено да се реализираат вработувањата. Првата група викендов ги имаше интервјуата и контролните тестови. На разговор беа повикани 40 на велешани. Посредувањето меѓу невработените и компанијата го реализира Агенцијата за вработување. Денешното посредување е за 200 велешани, значи првото посредување за 200 велешани кои што ќе почнат со работа втората половина на јануари до прва половина на февруари. Значи многу брзо од денеска натака ќе бидат ангажирани во компанијата. Велиме втора половина бидејќи сега се празници, почнуваат божичните празници, новогодишните празници, така да малку ќе има и работни денови, затоа велиме втората половина на јануари. Локалната самоуправа смета дека одлуката на Дрекслер Мајер да вработува луѓе од Велес значително ќе го намали бројот на невработени во градот. Упатам апел до граѓаните кои што се заинтересирани да конкурираат за сите можни позиции што се пријавени со овој проект, да кажам, за да можеме на крајот на идната година да кажеме дека ставката на невработеност во Велес е намалена уште за 10%. Изборот на кандидати е направен преку компјутерски софтвер на Агенцијата за вработување. Предност имаат луѓе кои претходно работеле во текстилна индустрија и се на списокот со активни баратели на работа. Пред се мисли на женската работна сила, но и мажите кои што имаат малку искуство и што имаат, да кажеме, можност да го работат тоа со своите раце, да имаат спретност, нема никаков проблем да бидат ангажирани. Старосната структура не е некоја ограничена, но сепак се бара луѓе кои што можат да издржат нормално темпо 7,5 часа работно време. Според последните податоци на АВРМ, во Велес активно бараат работа 2995 луѓе. Во моментов слободни места има за 67. Драстично е зголемен бројот на сообраќајки во Велешко. На територијата која ја покрива секторот за внатрешни работи само изминатиот викенд се случиле 11 несреќи. Во сите причина е лизгавиот коловоз. За среќа во сообраќајките нема жртви. Со телесни повреди се здобиле 6 мина. Сите се пренесени на лекување во Велешката болница. Најмногу сообраќајки се регистрирани на патните делници Велес Градско Прилеп. Така на регионалниот пат Велес Градско се случиле 2 несреќи. На магистралниот Градско Прилеп дури 4 и по една на магистралниот Велес Градско Велес. Една сообраќајка е регистрирана и на локалниот пат кон езерото Младост. СВР Велес регистрирал и по една несреќа на патот Демиркапија Удово и Кавадарци Мушов Гроб.
Во сите случаи, причина за сообраќајките се густата магла или згавиот коловоз. Поради ова, секторот за внатрешни работи Велес апелира до граѓаните за зголемена внимателност и предпазливост при управување на моторните возила и почитување на поставената патна и сообраќајна сигнализација. Особено апелираме на прилагодување на брзината на движење спрема условите на патот и држење страна на движење поради појава на смрзнат или згав коловоз, додаваат од СВР Велес. Инаку важи и законската обврска за задолжително носење на зимска опрема во возилата. Оваа должност возачите ја имаат до средината на март. Две средни и 4 основни училишта од општина Велес беа вклучени во проектот за енергетска ефикасност до намалена емисија на CO2, кој цела година заеднички го реализираа Сдруженијето за едукација, комуникација и консалтинг ОХО и локалната самоуправа. Во училиштата се спроведува низа еколошки проекти кои се однесуваат на здравата животна средина и навиките како таа да се зачува. Доказ за тоа се многуте зелени знамиња кои ги добија овие институции. Сепак акцентот е ставен на замена на старите светилки со нови енергетски ефикасни. Градоначалникот денеска најави дека ако е потребно, ќе се превземат и други градежни активности за зачувување на топлинската енергија во училиштата. Со ова, општина Велес се вклучува во севкупните настојувања за намалување на штетните последици од климатските промени преку зголемување на мерките за енергетска ефикасност. Тоа станува наша приоритетна задача во наредниот период. Грижа на општина Велес ќе биде она што останува да се спроведе во сите основни и средни училишта, каде што има потреба од таа, со цел да се намали потрошената енергија, а во исто време да се зголеми топлинската ефикасност, независно дали тоа ќе биде замена на светилките или други градежни работи. Вкупната сума за реализација на проектот е $53,000. Половина се средства од буџетот на општина Велес и на Сдруженијето ОХО, а останатите од програмата за мали грантови на Глобалниот еколошки фонд. Според надлежните, резултатите се одлични. Бере кроз резултати на двојно ниво. Она што го учат децата да биде како убав пример, дека го научиле, меѓутоа она што се директорите и представници на општините да сватат дека екологијата не е педагошка дисциплина, дека за директорите и за градоначалниците екологијата пред се економска дисциплина. Проектот има 3 конкретни цели: намалување на емисија на CO2 во воздухот, едуцирање на населението и подигнување на свеста за заштедата на електричната енергија. Орхидеја Нечева Петрова е новиот председател на општинската организација на партијата на Обединети демократи Подем. Избрана е на годишното собрание кое се одржа викендов. Според лидерот на партијата Живко Јанкуловски, првиот човек на општинската организација треба да ги застапува интересите на велешани. Сметам дека навистина тоа ќе биде председателот што го посакуваат велешани и што ќе знае да му возврати со многу средби и со излегување во пресред на граѓаните на општина Велес. Партијата избра и нов член на Централниот одбор, а се направија измени и во извршниот одбор на општинската организација. Председателот на партијата смета дека новото раководство најголемо внимание треба да посвети за заштита на животната средина во градот. Ние се вклопуваме со програмата и на сите оние активности кои се случуваат и ги посакуваат велешани, како од страна на екологијата, бидејќи Велес е познат град по однос на екологијата, и во иднина треба токму тоа да се запази во општина Велес. Од Подем велат дека и во иднина партијата активно ќе се вклучи во намалувањето на бројот на невработени, повисок студентски стандард, квалитетна здравствена заштита. Со програмските определби на Подем, кои програмски определби ќе бидат иднината на Република Македонија, иднината на младите, возрастните, на пензионерите, на студентите, каде што пред се носиме навистина добри работи кои предскажуваат една добра иднина и перспектива на граѓаните на Република Македонија, а секако и на Велес. Инаку на 5-то годишно собрание на Подем, општинската организација на партијата даваше отчет за сработеното, го презентираше годишниот извештај од нејзината работа и работата на делегатите.
Стартува третото издание на фестивалот Импакт во Велес. Фестивалот вечерва започнува со театарската представа Госпогица Јулија во режија на Александар Поповски во изведба на Турскиот театар од Скопје. Следни се актерите од Струмичкиот театар со представата 1984 работена по текст на Орвел, а во режија на Дејана Николовска. Во нетеатарски простор во клубот Тарантино ќе се одигра третата представа Три сестри од Антон Чехов во режија на Теа Беговска. Импакт завршува со представата Есенин, која на сцената на Велешкиот ќе одиграат актерите од Битолскиот театар. Повеќето од представите се на национални куќи, сепак се имаат простор кој што го задоволува критериумот на фестивалот. Оваа година дел очекувано, дел не, се решиме да се свртиме малку кон македонската сцена и да видиме каде е тој простор денес што го имаме на нашите театарски сцени. Мислам, она што го зборуваме цело време за некакви свежи читања на историски битни текстови, како што е 84-та, како што е Госпогица Јулија, како што се Три сестри, како што е Есенин на крајот на краиштата, да видиме како денес тие се читаат во Македонија, која е постапката за преведување на тие содржини денес и што тоа денеска ни значи. Мислам, би сакал да се отворат после представите разговори на точно на таа тема. Што денес отвара Есенин, што денес Орвел ни кажува за времето во кое што живееме, што денес Чехов кажува и така натаму. Импакт годинава нема поддршка од Министерството за култура, иако е работен според сите критериуми на Европската унија. За организаторите на фестивалот ваквата постапка на Министерството е срамна. Министерството нема обврска да ги даде остатокот од тие 50%. Меѓутоа, тие постојано декларираат дека треба да се поддржи, дека такви проекти мора да се поддржат, дека ние сме за копродукции, дека ние сме за соработка и при тоа не одговараат на некој ваков проект. Тоа е срамота. Тоа е тажно. И тоа го ставам под прашање не само учеството на Импакт во тоа, него учеството на понатамошните партнери од Македонија, затоа што тоа како држава после добива некакво значење дека во ствари не ги поддржуваме проектите кои што Европска унија ги поддржува кај нас. Во принцип би требало македонската страна да има многу повеќе интерес од вакви случувања отколку европската страна. Како што и е. Годинава фестивалот се одржува подоцна од вообичаениот термин, но и со далеку поскромна програма, бидејќи парите од општинскиот буџет стигнале доцна, па организаторите немале време да поканат странски театарски трупи. Инаку од буџетот на општината за Импакт беа одобрени 500.000 денари, но на сметката на фестивалот досега легнале само 250.000 денари.